А сега да му посакаме добро утро на нашиот седен гостин, кој што е председател на Македонското здружение за заштита при работа. Добро утро за Милан Петковски. Добро утро. Прочитав неодамна едно ваше интервју во кое што не сте задоволен од условите во кои што работат нашите работници. Затоа за самиот почеток ќе ве прашам, кога би оценувал од 1 до 5, на кое скалило, со која оценка би го оцениле тоа? Прашувате вие професионалец, така да ја морам да бидам строг. На 2. Двојка? Да. И тоа е нешто, да. Тоа е од 2 да се протнете. Да, дека се наши, па затоа им попуштате едно двојче. Па некако така. Инаку морам да ви скоригирам предходен председател на Македонско здружение. Но се уште член. Да не биде дека си присвојувам нешто. Така. Повелете. Искра, благодарам. Добре ни дојдовте и добро утро се разбира и ќе имаме мощна, интересна, ќе кажам, тема и убава тема за сите нас работниците, кои што сме на своите работни места, без разлика за каква професија станува збор, така? Благодарам што ја третирате. Сега, дали е убава, би било убаво кога би била петка. Би била петка, но затоа сме тука ова утро да позборуваме зошто не сме до петката и како можеме да дојдеме до петката, токму и затоа сега ќе образложиме, нели? Со оглед на тоа дека вие долги години сте со оваа професија, колку веќе поминаа? Па 25 години. Долгото искуство сега ќе го пренесеме и на гледачите. Меѓутоа, јас би започнала од она што го имаме еве и како наслов. Безбедност и здравје на работа, на своите работни места. Колку сме ние безбедни на своите работни места на ниво на цела Македонија? Што покажува вашата реализација до сега од овие години во оваа професија или пак можеби последните години? Како секој добар наставник треба да ја образложам двојката, нели? Веројатно таму треба да тргнам. Така е. Двојката за македонската заштита при работа или сегашно кажано безбедност и здравје при работа е дури и поклонета оценка. Ако доаѓаме во ситуација да ги гледам позитивните страни, тогаш би дефинитивно би рекол дека ова е професија која е уредена со закон. Ова е професија на која надзор и врши Државниот трудов инспекторат. Ова е професија која всушност политиките ги креира Министерството за труд и социјална политика. Значи ги имаме сите играчи кои би требало да направат петка, ама сепак во праксата некако не недостасува, да кажеме, делот на имплементација или делот на лична одговорност која би требало да биде број 1 кога станува збор за заштитата при работа или создавањето на таа превентивна култура. Двојката секако е поклонета заради тоа што ние во Македонија имаме огромен број на несреќи на работно место, имаме огромен број на смртни случаи, ако ги споредиме тие со да речеме со европската статистика, европскиот просек, би дошле во ситуација дека во Македонија е 2 пати поверојатно да загинете на работното место отколку во земја од Европската Унија. Таа статистика зборува дека дури и официјалната статистика на Институтот за јавно здравје дека на годишно ниво имаме, да кажеме, дека околу 2000 потешки несреќи на работното место кои предизвикуваат отсуство подолго од 3 дена на работниците. Таа статистика која Македонското здружение за заштита при работа ја води, зборува некаде дека во просек неделно не гине 1 на работното место. Овие бројки дури се конзервативни. Тоа е веќе страшен податок. Да, овие бројки се дури конзервативни заради тоа што затоа напомнав дека Македонското здружение за заштита при работа ги води, а тоа е професионална невладина организација. Ние во Македонија немаме официјален извештај всушност кој зборува колку се случиле официјално несреќи на работното место. Така. И креираме една друга слика, лажна слика, значи создаваме лажни вести како земја и доколку го отворите, да кажеме, извештајот на Светската здравствена организација, ќе видите да кажеме дека ние минатата година имаме пријавено 2 смртни случаи. Ова ја што ви го зборувам дека еден неделно со ние 2 кои што всушност се пријавено зборуваат за тоа дека создаваме лажна слика, лажеме, доаѓаме во ситуација дека се ставаме или комуницираме дека ние сме дури подобри од една Швајцарија, подобри сме од една Норвешка. Што воопшто не е така. Па не е така, ама и од друга страна, ако некој сака да се види во огледалото,
тогаш сигурно ќе дојде во ситуација да види дека можеби еден од главните причинители зошто луѓето ја напуштаат дури Македонија покрај сите оние работи што се случуваат Еве една во од причините. па небезбедното работно место, несоодветно уредените системи, да кажеме, во работниот процес, условите за работа допринесуваат за тоа да луѓето си заминуваат. Јас би ве прашала сега, ве споменавме за жал оваа статистика која што вие ја кажавте, мене ме фрапира искрена да бидам, што еве јас таа бројка воопшто не сум знаела дека може да постои такво нешто и дека до таа бројка можеме да достигнеме за несреќни случаи, поготово и губење на човечки живот, што навистина е жално. Меѓутоа затоа сме ово утро, како што кажав тука, да образложиме и да ја кажеме вистината така. Според вас, во кои професии во Македонија најмногу се губи човечкиот живот, каде работниците се најмалку заштитени? Што покажува вашата статистика? Имаме цела една индустрија која всушност никој не ја третира, тоа е земјоделството. Земјоделството е број еден убиец на македонскиот работник. Долги години, ова не ви го зборувам од памет, не го зборувам според статистика која е од 2007 година. И кои се причините? Па најчесто, например, имаме една, доколку, например, го споредиме, малку подлабока анализа направиме, ќе видиме дека во руралните делови, значи го немате толку јако спроведувањето, да кажеме, на законските, подзаконските. Да бидам искрена, мислам дека ги го споменете градежништвото. А тоа е вториот. Вториот, да, но сепак било земјоделството на првото место. Знаете зашто? Затоа што градежништвото е тука, во урбаните средини се случува. Но во руралните нема кој да извести, нема кој да ви каже дека всушност некој загинал од превртен трактор, нема да ви каже дека некоја косилка, например, го пресекла човек. Нема кој да ви каже дека се затруле од пестициди, од хербициди, од фунгициди, да кажеме, одредени работници. Уште потрагично е дека во тие рурални делови, например, ние всушност имаме цели села кои се оболени заради претераното користење, да кажеме, на химикали. Тоа го имаме како податок и... Па тоа се дел од податоците кои всушност се третираат по еден или друг начин, но генерално, јас пак ќе се навратам на создавањето на лажни вести. Македонија нема институција која ќе излезе и ќе рече запрете, ова е тоа што ни го убива македонскиот граѓанин, македонскиот работник. Ние доаѓаме во ситуација дека институциите се некои си магични затворени кругови кои самите по себе си функционираат за веројатно доволно да си оправдаат својата плата, но информациите кои ги поседуваат не ги кросмечираат за да создадат, да кажеме, смерници во која Македонија не се превзема конкретно ништо што се однесува на таа тема. Се креираат, да кажеме, има некои си под притисок на граѓанскиот сектор, особено на Македонското здружение за заштита правата, да се одбележуваат, да кажеме, светските денови за безбедност и здраве правата, да се одбележува Европската недела и така натаму, се со цел за да стане пошироката јавност свесна за ова. И да се отвараат теми еве вака како сега ние утрово повеќе. Токму така, пандемија која ни виси над глава. Видете вака, ако го зборувам ова од човечкиот аспект, onda се обидувам да кажеме да го искомуницирам ова и до самите работодавачи дека колку е битна оваа тема. И според една проценка на Меѓународната трудова организација, 4% од БДП-то на Македонија оди на директни или индиректни компензации на несреќите на работното место. И каде одат тие пари? Тоа е нешто повторно во на извештај кој не постои, веројатно е напишано. Тие 4% се околу 460 милиони евра. Тоа се огромни пари. Тоа се огромни пари, ако да, видите финанси. дека нашите политичари се фалат или се кумат негде да добијат 10, 5 или колку и да се милиони, замислите, тоа се два буџета на АРМ кои треба да ги уплати во НАТО. Значи, овие пари кои што никој не ги гледа, а всушност за да им појаснам и на вашите гледачи, тоа се оние кои се кој ќе се повреди, некој треба да отиде на лекар. Тоа се пари за тоа, така? Треба да дојде во ситуација да се залечи. Треба да дојде во ситуација и пази да тоа е знак значи, ова се прашање. плюс финансиски средства кои што треба да му овозможат на работникот или работодавачот за да му се помогне за било каква и повреда да станува збор. Па видете, и каде треба да се лекува. Тоа се пари кои што одвоени средства треба да има. Ние како земја ги тргаме на страна. Но никаде ги нема. Но се губат во системот. Тоа е како да имате бушно некоја си буре под негде стално истекува водата. Затоа сакам да ви предочам дека огромните средства
кои ги губи Македонија се дел можеби од причината зошто се наоѓаме на вака сиромашно дередже како што сме сега. Не може ние да бидеме толку несвесни или толку неажурни во однос на трошењето на овие пари, кога може да ги спречиме со создавање на таа превентивна култура или поточно со, а јас би рекол една друга работа, а тоа е дека ако го посочиме лично одговорен оне кој го предизвикал несреќата на работното место, а во Законот за безбедност и здравје при работа пишува дека тоа е работодавачот, мислам дека многу од работодавачите ќе застанат и ќе подразмислат дали се исплатува воопшто некој да се повредува на работното место. На работното место, Но да. овде имаме една магична игра која често пати сум и лично згрозен, но изненаден, дека имаме онаа игра на кој сака да биде милионер. Јави се на пријател, што вика публика, ели, дајте Завршуваме пола, така, пола и така натаму. Вулгаризираме овде за полесно да остане во сеќавање, но Што генерално... можеме да превземеме, но дали може да се превземе нешто конкретно токму Може за да се ова што го превземе, а тоа е- зборуваме, за да се реши овој проблем? Па еве да ви кажам, до сега, ако би требало да се создава решение, ова е повеќе слоен проблем. И генерално првата работа која би ја препорачал е ставете соодветно стручно лице да ги креира политиките. Втората работа е посочите им на работодавачите дека тие се одговорни за секоја несреќа на работното место, тие ќе одговараат. Да. Трета работа, системот кој треба да обезбеди да процени, тоа е судскиот систем, едуцирајте го. Не доаѓате во ситуации судии да се чудат и да мислат дека или да не знаат дека постои Законот за безбедност и здравје при работа. Значи, судскиот систем е тој кој што мора веќе да препознава дека постои таква една Закон. проблематика, таков еден закон и мора да постојат специализирани судови, специализирани судии кои ќе ги решаваат овие предмети, а не да се губат со години, децении во лавиринтите на судскиот систем. Така. И пред се едуцирајте го македонскиот работник Да, тоа сакав сега да ве дека прашам, има така. право и дека може да го побара тоа право. Ајде да појасниме, да, како може да го побара тоа. Тоа беше моето прашање, добро име прочитавте. Значи, сите оние кои што, еве, работници, без разлика за каква и професија да станува збор, имаат, не дај Боже сега, но се случува повреда при своето работно место. Несреќа може би поголема. Што треба да се превземе конкретно кога станува збор, еве, за работникот и кои се неговите права за Може ли заштита еден и здравје чекор при работа? понапред да отидам? Ајде. Ајде нека бидат свесни дека не можат да прават компромиси со своето здравје, со својата безбедност. Ако сметаат дека има некои ризични работни места на кои се испраќаат да ги работат, нека речат не. Има ризик на тоа работно место, тоа го пишува експлицитно во законот. Додека не се отстрани ризикот, јас нема да работам. Да не прифаќаат прво. Првиот чекор Да. нека биде тоа. Така. Значи нека се информираат, нека се едуцираат, нека знаат всушност дека имаат права според Закон за безбедност и здравје при работа. Втората работа, доколку се случи, се случувале, се случува, ќе се случуваат несреќи на работно место, нека пред се појават на радарот на системот. Значи веднаш да ја пријават несреќата на работното место. За да не биде, бидејќи има еден прозорец, рок од 48 часа кога мора да се пријави таа несреќа. Доколку не се пријави, доколку тие земат и направат компромис дека се повредиле дома во наводници, се повредиле за време на одмор или не знам веќе кои други дубиози Тоа сум го ги слушал. наложува работодавачот сигурно, Па најверојатно. тоа го наложуваат неинформираноста Не, и да. пред се ајде да поминеме без да го вмешуваме полицаецот, тоест државата. Така. Значи, доколку го направат тоа, тогаш тие директно, еве низ пластичен пример, нема да добијат 100% од платата кога се на боледување, него ќе добијат 70%. Тогаш ќе се третира како болест. Кога доаѓат, кога некој е болен, добива 70%. Да. Кога е несреќа на работно место, кога е пријавена, добива 100%. Така. Кога ќе го пријават како несреќа на работното место, има обврска инспекторот за труд да излезе и да направи увид. Има обврска да види дали работодавачот ги превземал сите оние конкретни обврски кои ги произлегуваат од законот и подзаконските акти. Така. Доколку тоа не го направил, тогаш прави основа да го казни, но воедно и работникот да покрене своја граѓанска парница во однос на извештајот кој ќе го даде самиот инспектор дека работодавачот погреши. Тогаш може да побара дури и компензација. Бројни луѓе ми се јавуваат и прашуваат што да правам сега, ама немам никакви документи. Се извинувам, но
вашата необразуваност, вашата неедуцираност не ве оправдува и не може магично да го реши случајот. Ја имате мојата целосна емпатија, предпоставаме од поширокиот аудиториум, но едноставно ќе се изгубите и ќе се истрошите во судските лабиринти. Така. За да дојдеме во ситуација да имаме на национално ниво свесно за тоа што ни се случува и кој е најголемиот убиец, кој што ме прашавте на македонскиот работник, потребно институциите да почнат да произведуваат извештаи и анализи кои што ќе говорат каде треба да се посвети повеќе внимание, каде помалку. Да. Што треба да се направи во следниот период, која е индустријата која всушност е во фокусот и како на тие работодавачи, на тие луѓе да им помогнеме да тие разберат што треба безбедно да работат. Знаете како, ние, еве вака ќе кажам слободно, секогаш сме запознаени за безбедност и здравје при работа кога ќе дојдат оние топли денови, нели? Тогаш добиваме информации дека бремените жени не треба да одат на работа, оние кои што се со кардиоваскуларни болести, хронично болните и така натаму над 60 години. Ние се запознаваме тогаш со нешто дека имаме ние некаква се заштита при работа или се заштитуваат работниците на некаков начин. И тогаш доаѓаме до некои сознанија дека имаме некакви права како работници за несреќа при работа и слично, за градежниците нели да не излегуваат исто така од работниот час време, нели се кажува од колку до колку часот не треба да се изложуваат на сонце и слично. Меѓутоа, дали е ова она што ние само треба да го знаеме, што е она што треба плюс од сето она што досега го имаме како искуство, да знаеме како работници? Во текот на целата година, а не само во еден временски период. Видете, сето ова, ако би требало да го срочам, а да е неблагодарно во една реченица, а тоа е почнете да размислувате превентивно. Значи, не е само во тој дел затоа што глупаво е да даваме, и тоа стално го гледам, и ќе дојдат и ме прашуваат за време на летниот, зимскиот период, дали треба или не. Па затоа и го Што споменав. правиме, да кажеме, во ситуација кај што се обезбедени сите, да кажеме, услови, параметри да работи во нормална работна средина? Што ако доаѓа на работа со автомобил? Што ако влегува во климатизирана просторија? И така натаму, и така натаму. Тоа се небулози кои што всушност најчесто, на пример, заради тоа што не знаат што треба да препорачаат, во разните, затоа реков пред се министерствата или оние кои донесуваат, доаѓаат и кажуваат нешто како генерална некоја препорика, ние се исправме, нели, ние кажам. Има многу примери кои што можам да се навратам дури за ковид пандемијата, кои што ние не ја третиравме само како еден вид на пандемија, него ја третиравме како и професионално заболување кое што дававме и препораки, ама за волја на вистината не се најде никој салам да земе да не консултира, и ако првите наши препораки, првата обука која правевме на клинички центар беше ако почна во Вухан 2019 во ноември, ние веќе во март 2020 година ги направивме првите обуки. Иако се наметнувавме, иако дававме да кажеме одредени параметри кои што треба да се почитуваат, не. Имам забележано во Македонија. Дојде многу подоцна тоа што го практикувавме. Него во Македонија не треба само да бидеш професионалец. Треба да бидеш од нашите. И кој ќе доаѓаш ти во ситуација, на пример, да нудиш одредени решенија кои ги базираш, да кажеме, на прецена наука, затоа што јас сум по вокација инженер, а не се на тавтологија, тогаш доаѓаш во ситуација ги збунуваш, па ти од другите страна кои го зафатиле столчето и викаат ова е потенцијална некоја опасност. Да ја сведам работава на оно што ме прашате во однос на работниците. Пред се треба да разберат дека здравјето не може никој да им го врати. Кој ќе го изгубат, тој е веќе изгубен ресурс, тоа е веќе изгубена својина. Тоа е нешто што не може ни едни пари да ви го надокнадат. Втората работа која треба да ја сватате дека постојат закони кои што всушност закони се договори кои се склучени на ниво на држава помеѓу институциите и помеѓу граѓаните. Дали се работници, дали се работодавачи, постојат закони. Тие закони не се само заради тоа да мафтаме дека се прекрашуваат, него да бараме да се спроведуваат. Не може да добиете професионална услуга од некој кој е всушност импровизатор, некој кој всушност случајно се нашол тука и не може да дојде во ситуација да го разбере пред се тоа што треба да биде направено. Или пак колку само да стои напишано на парче хартија. Па да, и затоа ние на пример доаѓаме во ситуација дури кога зборува Законот за безбедност и здравје при работа дека работникот има право да биде информиран, работникот има право да одбие да
работи, Да. доколку не се безбедни, ние имаме 85% од синдикатите дека не знаат дека постои законот за безбедност и здраве Еве права. сега тоа ќе го потенцираме на самиот крај од разговорот, ни повторно ќе ни дојдете со оглед на тоа дека ова е една опширна тематика која што треба да ја знаеме и да поготово да бидат запознаени сите работници. Еве на самиот крај, што е она што ќе вие ги посоветувате сите и како и кога треба и моментот да се консултираат и да дојдат до вас? И на каков начин? Со мене ќе се сретнете, бидејќи законот тоа го наложува, со мене ќе се сретнете кога ќе дојдете на работа. Значи јас сум тој кој мора да ве обучи. Со мене ќе се сретне работодавачот, бидејќи морам да направам проценка на ризик на работно место. Со мене и со моите колеги ќе се сретнете кога треба да дојдете на систематски прегледи. Ова се параметрите кои што, нели, пред да влезете да работите, ќе го видите Милан од другата страна. Но со мене ќе се сретнете и во ситуација кога ќе треба да зборуваме за таа проценка на ризика и кај што треба да ми соопштите за јас да му искомуницирам на работодавачот дека постојат ризици на работното место. Тогаш е таа врска, А тоа е секојдневно, 365 дена. Да. Значи, немојте да мислите дека таа проценка на ризик е нешто што треба да стои или да биде тргната на страна. Побарајте ја. Имате право на таа проценка на ризик да бидете информирани. според законот. Според законот. Да. Со мене ќе се сретнете и кога е лошото. Значи, кој ќе треба да пријавам во ДИТ или кој ќе треба да всушност го поминеме тој пат кога ќе се повреди работникот на работното место. Но секогаш имајте предвид, ако самите одите да ги правите работите, најчесто ќе се чувствувате сами осамени. Но ако ги правите со некој кој веќе го знае патот, кој е веќе во системот, тоа ќе дојдете во ситуација да некој ве води низ тие лавиринци. Многу ви благодарам што одвоивте време ова утро да ни гостувате во утринската програма и да се надеваме дека оваа двојката, која што и не е така заслужена, прогледана и таа кроз прсти, да се надеваме барем ако ништо друго дека можеме да дојдеме до тројка оваа година. Тешко тоа, многу децении го... Многу треба труд и работа, така? Може со оглед на тоа што имаме се помалку работници, па веројатно помалку случаи има, така што можеби некој просек да се извлече во тој случај некоја тројка, да. Има увезене, сега увезува тоа. Сега и увезува, да. Ќе се видиме повторно со... Има увезено, но условите за работа ќе се исти за жал и за нив, така. Тоа друга тема. Добро. Ништо, како што рече Слободанка, дефинитивно мора повторно да ни дојдете. Ви благодарам многу.